Вас кој ви плаши повеќе или каде се поголемите рискове за нас? Сите кои сме на Балканите, дали един руски пробив в Украина може да донесе със себе си по-тежки последици? Аз се сещам поне за едно такова нещо, то е да се активират тук проруските сили, които постоят на Балканите и като държавно присъствие, и като пети колони в много държави. Или другият риск, по-голям за нас, е в Близкият изток да имаме една наистина мащабна и много дълготрайна война. Знаете како, јас досега од се што следев воглавном на порталите во регионот, па и во светот од пристапот кон војната во заливот, односно иранската војна, не забележав дека луѓето мислат дека експертите ги поврзуваат и едната и другата војна. Но јас со мојот поглед ги поврзувам. И сега ќе се обидам да ви објаснам како. Прво, Русија да направи пробив на Балканот со вооружени сили е неизводливо во овој момент. Значи може да проба да действува по принципот на Иран и дури мислам и дека тестот што се прави од страна на Иран, па действуваат по американски војни бази во регионот, е тест како ќе реагираат останатите држави. Пред се како ќе реагира НАТО. Ви имате дејства по територија на Турција, која е земја членка на НАТО. Извинете. Имате реакција на НАТО во однос на заштита на турскиот воздушен простор, односно дејство на НАТО против воздушната одбрана. Имате дејство по Кипар, дејство по Велика Британија, односно бази на Велика Британија на Кипар. Тоа е веќе зафатена територија од Европската Унија, веќе европски сили се упатуваат во Источен Медитеран. Во однос на позиционирањето на Русија, тоа е добар пример дали тие утреби се обиделе да действуваат врз земји на европскиот континент или земји членки на НАТО или земји кандидати или членки на Европската Унија. Под разни изговори. Се сеќавате дека имавме пред отприлика година дена случајни налети на дронови на полска територија, на романска територија. Тоа беше се тестирање да се види како реагира НАТО системот противвоздушен. И затоа не исклучувам можноста да во одреден момент Русија реши да тоа така го направи. Посебно вака кога сега имаме ситуација во која, гледате, последниве недела дена последната недела дена имаме состојба во која многу малку се зборува за Украина. Сите се ориентирани кон Иран. А расправата кон Иран оди само во две насоки. Непосредните борбени дејства и економските, односно енергетските последици од тоа. Немаме воопшто веќе фокус кон Украина. А напротив, во Македонија беше Руте и тој ја спомна Украина за нашата безбедност. Имаше една многу добра реченица која ја кажа: безбедноста на Украина е безбедност на Европа. И еве го одговорот на вашето прашање, затоа прашањето ви е токму на место. Што би се случило и дали е возможен пробив на русите тука? Јас мислам дека во некоја варијанта, веројатно оној сатрапот во Кремљ размислува и на таа можност. Ако може Иран да го гаѓа Азербејџан, ако може да гаѓа територии на Турција, ако може да гаѓа таму Бахрейн, Обединетите арапски емирати, Саудиска Арабија и не знам кого се таму Катар не гаѓаше, Израел, Кипар. Ајде да пробам и јас. Можеби со дејство врз Молдавија за почеток, да видиме како ќе се однесуваат. Да видиме. Без директна провокација на НАТО. Буквално на НАТО територија, бидејќи Руте прати многу силна порака дека НАТО е подготвен да ја заштитува територијата на НАТО. Односно, тоа е територија на државите земји членки на НАТО. Да. И тоа порака не беше случајно пратена, таа е порака токму до Путин пратена. Не е таа до Иран. Иран нема да нападне така
специфични се односите Турција и Иран, таму има историски контекст на односите, но ова беше типично насочено кон Путин.